целиот свет, денеска се одбележува Светскиот ден на театарот. Тоа е прилика театарските луѓе да ја прослават моќта на изведувачките уметности, да ги здружат луѓето заедно, но и шанса да споделат со својата публика одредена визија за нивната уметност. Интернационалната порака се преведува на повеќе од 20 јазици, им се чита на гледачите пред представите во театрите низ светот, се објавува во стотици весници и списанија и се емитува насекаде низ светот преку радио и телевизијата. Жан Кокто е автор на првата интернационална порака во 1962 година. Светскиот ден на театарот се одбележува од 1962 година. Датумот 27 март е избран затоа што на тој ден пред 51 година е отворена сезоната на театарот на нациите во Париз. Одбележувањето на меѓународен ден на театарот е иницирано на 9-тиот светски конгрес на Интернационалниот театарски институт во јуни во 1961 година на предлог на Финскиот центар за Интернационалниот театарски институт. Овој ден на различни начини се прославува во речиси сите национални центри низ светот, а пред почетокот на представите во театрите се чита меѓународната порака. Македонскиот интернационален театарски институт го одбележува Светскиот ден на театарот од 1997 година и со македонска порака. Нејзини автори во изминатите години беа познати македонски драмски писатели, театарски режисери и актери. Читање на меѓународната и националната порака која ќе ја пренесе великанот на македонското глумиште е Мето Јовановски. Порака по повод Светскиот ден на театарот 27 март ова година упати италијанскиот драмски писател, режисер, актер и сатиричар Нобеловецот Дарио Фо. Пораката ќе се чита денес, како секоја година, што е традиција пред почетокот на представи ширум светот. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН из Свети Николе денес започна со голема акција за отстранување на пропагандните плакати кои се наоѓаат во градот и околината. Тие беа поставени за време на кампањата на овие локални избори. Ние го сакаме нашиот град и сакаме секогаш да биде убав и чист. Токму затоа ја спроведуваме оваа акција. ВМРО ДПМН е одговорна партија пред граѓаните, затоа што изборите не ги сваќаме како процес кој завршуваат со добивање на резултатите, туку како обврска се што претходно привремено сме поставиле како дел од кампањата да го отстраниме, за да го вратиме повторно сјајот на околината во која секојдневно се движиме и живееме, велат од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН на општина Свети Николе. Оваа акција ќе продолжи се додека целосно не се отстрани поставениот пропаганден материјал во сите делови на општина Свети Николе. Денес во Македонија ќе биде умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд. Ќе дува умерен јужен и југоисточен ветер, а во западните предели ќе дува умерен југозападен ветер. Утринските температури се движат од 2 до 8 степени, а максималните дневни температури ќе се движат од 10 до 18 степени. Во четврток ќе биде умерено облачно со сончеви периоди и потопло. Ќе дува умерен јужен и југоисточен ветер, а во западните предели ќе дува умерен југозападен ветер. Утринските температури ќе се движат од 1 до 7 степени, а максималните дневни температури ќе достигнат до 11 степени, односно 19.